24 анализа, добро дојдовте. Како вредноста на животот на 22 годишната Теодора Ристевска може да се измери со одредени членови во Законот за кривична постапка и оној клучниот за забрана за менување на положа. Докога во Македонија ќе ни се случува, што би рекле дел и од експертите, и од правниците, условно и институционално злосторничко здружување апропо законите и уставот. Како земјава 33 години е држава во која политичкиот пазар, корупцијата, криминалот одлучуваат наместо правото и правдата, како што се најголем дел забелешките и на меѓународниот фактор, и на Европската комисија, меѓутоа и на дел од правниците во оваа држава. Полошо од неправда е само селективна правда. За ова громогласно винија роднините на загинатите во Кочани минатиот викенд, ки се случили тоа на Македонија. Како оние што се најповикани да бидат столпи да ја вратат довербата во правосудството и во судството во земјава, судскиот совет, станаа поле за скандали, каде што наместо нивните одлуки, тие се веста, а нивните одлуки се квалификуваат како скандалосни. За македонската неправда, селективна правда или пак иднина каде што би имало правда. Дебатираме во ова 24 анализа. Ки има ли правда или пак само купен мир? Јас сум Душица Мрѓа, а мој вечерашни гости Александар Камбовски, председател на Републичкиот судски совет. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. И благодарам. Драган Малиновски, адвокат, поранешен председател на Антикорупцијска комисија. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам што сте тука, особено денеска беше бурен ден за судскиот совет. Никако во последно време секој втор ден ви е бурен. Меѓутоа, денеска ви беше особено бурен, бура од реакции предизвика пресудата која што во понеделникот ја донесе Тетовскиот кривичен суд во однос на смртното прегазување на 22 годишната Теодора Ристевска. Имаше повици до вас, све повика и семејството, и премиерот, и вие денеска попладнево излеговте со едно соопштение каде што де факто и де јуре ја потврдивте пресудата, неправосилна, односно се повликавте на членот 428 од ЗКП, дека ако изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оцена на делото и на кривичната санкција. 2 години за смртно прегазување на дете. 22 години сепак е некое повозрасно дете. Ова е тешка тема, тешки прашања. Ако зборувам како човек, како татко, навистина сочувствувам со сите жртви, со нивните семејства и навистина живееме во едни тешки моменти за нашата држава. Се случија тешки несреќи и тоа е она што можам да го кажам како човек, но меѓутоа од друга страна како професионалец во моментов како член на судскиот совет и негов преседател, мојата должност е да ги уверам граѓаните дека сите постапки кои што ќе се водат пред судовите, ќе се водат на еден транспарентен начин, ќе се водат на еден ефикасен и ефективен начин и дека правдата ќе биде достапна за сите и ќе биде еднаква за сите. Тоа е тоа што јас можам да го ветам како председател на судскиот совет. Судскиот совет, само би сакал малку да ве коригирам, не потврдува и не укинува пресуди. Тоа е работа на судовите. Не најдовте забелешка да се преформулира. Ние ги изнесовме фактите кои што дали намерно или ненамерно беа пропуштени и се направи една хајка спрема судијата дека судијата дал преблага казна. Меѓутоа, никој не сподели со јавноста и не и објасни на јавноста дека всушност таа беше единствената казна што тој можеше да изрече во конкретниот случај, а имајќи го предвид, имајќи во предвид законската одредба која што е во Законот за кривичната постапка, која што забранува да се смени определена одлука на полошо спрема обвинетиот.
Таа одредба кажува во случаи кога жалба има изјавено само обвинетиот, секоја понатамошна одлука не може да биде на штета на обвинетиот, односно може да биде само истата или пак поблага одлука од таа што била. Тоа никој не го каже, не го презентира, и ми е жал што не успеа никој тоа да го каже, зашто и ми е жал што никој тоа и на оштетените не им објасна, на семејствата, да немаат очекувања во оваа повторена постапка, нели оваа постапка е повторена бидејќи беше претходната одлука укината од Врховниот суд и вратена на повторно. И ми е жал што не им било тоа навремено објаснето од нивниот полномошник или од некое друго лице со кое што контактира. Добро, господине Камбовски, лично ве прашувам, како судија, може ли правдата за починато лице никако не може да се задоволи? Нели? Човекот не може да се врати. Меѓутоа, колку може реална да биде казната за смртта на девојче прегазено на пешачки само единствено? Човечкиот живот нема цена. Не можеме да го измереме, не постои начин и не постои казна што може да се даде кога гледате низ очите на оштетените или доколку вие сте оштетен. Не постои таа казна што може да ја надомести таа загуба на семејствата, на пријателите, на роднините. Меѓутоа, законот има своји граници и определил колку и тоа ние да го сакаме или да не го сакаме, законодавецот предвидел дека, например, во конкретнов случај се запретува казна затвор од 1 до 5 години, што значи, ако сакаме сега ние вулгарно и грубо да зборуваме, животот некој ако го изгуби во таква сообраќајка вреди од 1 до 5 години. Така се одлучил законодавецот, така ние сме се одлучиле како општество. Тоа не го одлучил судот, тоа не го одлучил судскиот совет, тоа не е наша одлука. Во определен момент оваа држава, ова собрание го изгласало тој закон и тој закон до ден денеска е во сила. Не ни се допаѓа овој закон. Ајде да работиме да го промениме тој закон. Нека се направат суштински реформи во кривичниот законник. Нека се дадат построги казни. А да бараме некој адхок или не знам итни решенија или да бараме некој да се разреши само затоа што го почитувал законот, за мене тоа нема да донесе никаков ефект, ниту пак некое долгорочно решение, затоа што повторно во ќе ги имаме истите проблеми. Господин Малиновски, во овој случај некако косите да работеле, кога ќе го гледате хронолошки како што го представи судскиот совет, случајот како се одвива од првостепена прв пат присуда до апелација, Врховен суд, враќање назад, до квалификација и на делото од тетовското јавно обвинителство ако сакате. Можело да биде посериозно квалификувано, да не биде максималната 5-годишна казна. Можела судиката во првото судење да даде максимум казна, не 3,5 години. До апелација каде што ја намалила казната, до Врховен каде што нашол дупки во пресудата во текот на судењето и го вратил назад случајот. До вишата обвинителка која што прво имала проблем, па после немала проблем, не се побунила и така натаму. Она што јас го велам и што го велат повеќето луѓе во оваа држава што бараат правда и за тоа што зборуваат впрочем и Камбовски законите и уставот, институционално злосторничко здружување апропо закон. Косите да работеле, да нема тука присуда, барем некоја минимална која што ќе даде некоја морална сатисфакција на семејството, секако детето никој не може да го врати. Видете, мислам, апсолутно, мислам дека исклучувањата как во последниот период на кои сведочиме, се повеќе се сензибилизира и јавноста и мислењата и реакциите се сосема оправдани. Сега јас можам да говорам како адвокат, како бранител, како правник, меѓутоа професионално секој кој ќе го погледне епилогот, конечниот епилог, некако не му се сложува равенката за едно
вакво кривично дело, за ваков настан, под вакви околности, доволно е само што било на пешачки премини и така натака, резултира со 2 годишна ефективна казна. Меѓутоа, знаете, ако се анализира, треба да се види кои се причините кои доведе до ваков епилог. Ако сега сите реакции на јавноста се насочени кон судот, што мислам дека не е, како да кажам, не е во целост барем оправдано. Од кои причини? Прво, обвинението го подготвува јавниот обвинител. Тој ја дава правната квалификација. Судот не може да оди надвор од таа правна квалификација која била содржана во обвинителниот акт. Тоа е едно. Второ, и самите кажавте, вишиот јавен обвинител од Гостивар не да не се побунил, туку се сложил со жалбените наводи на одбраната дека казната треба да биде намалена. И по моје мислење, целата работа била завршена во апелациониот суд Гостивар, бидејќи таму кога била утврдена и кога станала правосилна пресудата, понатаму, како што беше и објаснето, не може понатаму по вонредно правно средство кое било вложено од страна на одбраната и пред судата двете пресуди укинати, не може да донесете поинаква одлука. И токму затоа би се сложил и јас дека обврска и на полномошникот на оштетениот е да ги подготви и на родителите на починатата и семејството нивно, да им ја каже фактичката состојба и кои се теоретските можности за донесување на поинаква одлука. Односно, дека не постои ниту теоретска шанса да биде изречена построга казна од таа што била веќе утврдена од апелациониот суд. Добро, а ова... И сега, тоа е тоа. Значи, во целиот овој след, точно треба да се утврди кои се причините, кој придонел и на кој начин дошло до донесување. Оваа пресуда се уште неправосилна, нели? Па, токму затоа сега слушам и соопштение од јавното обвинителство, ќе видиме жалба на, значи и на јавното обвинителство сигурно му е јасно дека жалба на оваа пресуда по однос на казната е апсолутно однапред осудена на прво е прашање дали е дозволена и да биде вложена, ќе биде одбиена поради причините за кои говоревте пред. Што и да се случи, до која инстанца сега веќе да се стигне, тоа е тоа. Двете години се бетонирани, не може да се смени таа пресуда. Камоски? Се согласувам потполно. Видете, законот така ги предвидел овие постапки. И сега мене ми е жал што на ваков случај јавноста се запознава каков е законот во овој дел. Може би има една можност да се повтори постапката, доколку се докаже кривично дело, има нели некои основи на јавен обвинител или на судија, па тоа да биде основ за повторување на постапката, па таа да започне одново. Да. За нова квалификација. Да. Ама тоа е теоретски. Зборуваме сега за теоретски. Да. Вака како што се сега работите, и потполно во право беше колегата, дека жалбата на обвинителот не би имала ефект, затоа што не изјавиле првиот пат жалба. А не изјавиле, предпоставувам, биле задоволни, бидејќи беше првата казна 3 години и 6 месеци. Од максимална 5 годишна казна. И квалификацијата таква каква што. Едногласна ли беше одлуката на комисијата? Да, ние само констатиравме, гледавме да не има некои очигледни пропусти. Бидејќи сите информации ние во почетокот ги добивме од медиумите, меѓутоа нормално сакате да видите од прва рака и да знаете што точно се случувало. Например, ние не знаевме дека станува збор за 2 различни судии. Дека првиот пат судел еден судија и дека вториот пат судел судијата кој што деновиве беше споменуван. Значи, овој судија буквално само држал една главна расправа на која што беше призната вина. Да. Ние тоа не го знаеме. И 2 пати претходно се одложуваше рочиштето поради неприсуство на обвинетиот. Да. А во првата постапка не знаеа дали има признаено вина или се судело согласно докази, според одлуката на Врховниот суд. Значи, никако, знаете како, јас вас ве разбирам. Меѓутоа, никако во оваа држава, ние многу често се навикавме за големи
за губење на човечки живот или што би рекла сестрата на Теодора Ристовска, колку чини животот на сестра ми. Кабелот да биде крив, законот да биде крив, согласно уставот и законите да биде целата постапка. Каде е тука вината на апелација што ја намалила казната? Дали ќе го разгледувате? Имате право сега после толку време тоа да го пред судскиот совет тоа да го преиспитувате. Не дали е кабелот крив или не знам што. Таа е законската рамка за кривичното дело за кое што се водеше постапката е од 1 до 5 години. Таа е казната. Не можеме ние некого да го судиме 10 години. Не, од 1 до 5. Таа е казната која што ја предвидел законодавецот за сообраќајна незгода со смртни последици каде што е сторено од небрежност. Тоа е предвидено во законот. Доколку сметаме, и очигледно ни смета на целата јавност, и многу дебати, и многу разговори се водат. Потребно е да се направат промени на кривичниот законник и да ја заостриме таа казнена политика во поглед на сообраќајните престапи кои што ни се случуваат секојдневно во државата. Доколку тоа не се направи, другото сето ни е залудно, затоа што тие се законите. Така ги донело ова собрание тие закони, ова држава. Има ли право судскиот совет на одлуката на апелација да разгледува? Судскиот совет не само што има право, има и должност да ја следи и оценува работата на сите судови, на сите судови во државата. Ќе го направите ли тоа за овој конкретен случај? Апсолутно, не само за овој, во сите случаи, верувајте. Бидејќи досега никој не го спомена судичкиот совет во апелација кој што ја намали. Ние затоа побаравме да ги видиме сите аспекти на случајот, затоа што ние, ви кажав, знаевме само тоа што го кажуваа медиумите, а сакавме да имаме една слика за тоа што се случувало. Нека заврши еднаш предметот, тој е жив предмет, предпоставувам ќе има жалба и од обвинетиот, и од јавниот обвинител, можеби некој има некакви други сознанија, па ќе достави некакви представки до судскиот совет. Не би сакал јас да преудицирам или пак да застрашувам некого дека сега се ќе проверуваме, не. Доколку има некакви сомненија, доколку имаме некои индиции, доколку имаме некакви представки, сите до една ќе бидат испитани. Посебно во секој случај се испитуваат, меѓутоа посебно во вакви случаи кои што на вистина не потресуваат како општество и како држава. Значи само иницијативно кога ќе заврши случајот ќе разгледате и таа одлука на судичкиот совет во апелација. Предпоставувам, да. Господин Малиновски, никој не ја спомена периодов јавната обвинителка, вишата обвинителка Виолца Елмази, која што се предомислила, а барала да се досуди пониска казна. Треба ли советот на јавни обвинители да се позанимава малку со неа? Бидејќи некако цело време беше судскиот совет, судијата, кај е вината на обвинителството тука, односно на конкретната обвинителка? Видете, тоа е работа на јавното обвинителство, предпоставувам и работа на советот на јавни обвинители да ја оценува работата на јавните обвинители, вклучително и на Висшето јавно обвинителство во Гостивар. Кои се причините поради кои таа дала согласност со жалбата на одбраната, на вистина сега неблагодарно е да лицитираме. Меѓутоа, најверојатно, како што еве судскиот совет се занимава со работата на судиите што постапувале во овој предмет, се разбира, уште поголема причина има Советот на јавни обвинители да ги разгледа околностите под кои Висшата јавна обвинителка дала таква согласност. А господин Камбовски, реакција стигна од владеачката ВМРО-ДПМН. Тие велат парасистемот на СДСМ и дуи во судството ја гази правдата и урива државата. Судскиот совет денес ја обелодени вистината. За нив животот на Теодора вреди 2 години затвор. Тоа е нивната правда, срамна, понижувачка и целосно дискредитирана. Што да ви коментирам? Мислам, не сакам да навлегувам во дневно-политички теми кои што си ги имаат политичките партии. Добро, директно сте прозвани. Мислам, судскиот совет е директно прозвани. Ние ги кажавме фактите на случајот, да, ја кажавме вистината, да, не може повеќе од 2 години во моментов да бидат изречени во тој конкретен кривичен предмет.
Таа е вистината. Сето друго е манипулација и лага. Секој правник тоа ќе ви го каже. Ако е правникот од СДСМ, ако е правникот од ВМРО ДПМН, истото ќе ви го каже. И се надевам еднаш за секогаш ќе престанеме со таквите поделби, ќе престанеме со таквите критики без давање предлог што да се направи, како да се промени оваа држава. Се знае како се променува со реформи, меѓутоа суштински реформи што кажу, што зборував претходно, на закони, со реформи, со промена на уставни одредби кои што имаме. Така можеме да направиме оваа држава подобро место за живење. Сметате ли дека позицијата на судскиот совет треба уставно да биде изменета, бидејќи е уставна категорија? Па може би треба да се направи таму, меѓутоа ние немаме таква дебата. Ние имаме дебата црно-бела. Дали ние припаѓаме лево или десно. И во зависност од тоа кој е на власт, ние сме обратното од тоа. Кога ќе биде десна страна на власт, ние сме леви, кога ќе биде лева, ние сме десни. И судиите се уморни, 30 години, некој на нивни грб злоупотребува, си гради кампањи и стално сме, или пак нека се одлучат дали сме ние леви или десни. Бидејќи во зависност од тоа кој е на власт, суството е обратно. Господин Малиновски, апропо уставните измени околу судскиот совет што ги начина Камбовски, апропо се тоа што се случува периодот во оние најави силни предизбори, подизбори, најпрво беше комплетно разрешување на судскиот совет, па потоа интерпелации кои што реално освен политички никако поинаку не завршија, барем за сега. Оние закони од реформската агенда и така натаму. Имавме порано барање и за реизбор генерален на суди и така. Знаете, состојбите во би рекол правосудството, не само во судството, состојбите во правосудството се такви што веќе подолго време никако да се придвижат кон подобро и лично сметам дека е сосема легитимно да се разговара за па и темата судскиот совет во уставот на државата, односно да се преиспита дали евентуално има можности и потреба да се нешто тука промени. Има модели, лично сметам, многу поуспешни како композиција на судски совет, како од состав, така и од мандат, така и од прашањето дали треба да бидат професионално оддалечени од судиските функции судиите или тоа да биде повремено да работат на сесија, да си ги задржат своите судиски функции. Навистина има многу прашања за кои може со една убава, смирена, аргументирана во една аргументирана дебата да се преиспитаат овие работи и тоа мислам дека е вистинскиот пат. Овие кои ни се случува состојби со интерпелации, па притисоци, искрено мислам дека не се решение на состојбите. Апропо обвинителството што ја начнавме темата, ние имавме случај, може би не се исти околностите, меѓутоа нешто слично исто бура од реакции, барање на правда се случи со Фросина Кулакова, со браќајната несреќа, каде што исто на пишачки, исто беше смртно прегазана, а таму веќе имаме обвинение и за возачот и за неговиот родител, каде што се бара многу построга казна, многу е различна квалификацијата на делото. Како може на 2 сообраќајки, на 2 пишачки примени, 2 девојчиња, различна квалификација на делото, освен што во Скопската, нели, тој бил и под дејство на алкохол, поминал на црвено, возачка не имала и така натаму. Би требало да го прашате јавниот обвинител и во едниот и во другиот предмет. Не вака дали прашалници ви се отвараат? Доволно ми се отвараат во нашата сфера, така да не мислам и на обвинителите, прашалниците да ги разгледувам. Меѓутоа, кога ќе стигнеме во вашата сфера, веќе квалификацијата е таа, како што кажам. Сакам јавноста да разбере и да свати дека судството, кога се зборува за некој правосуден систем, сите гледаат само во судот. Не е само судот. Тука е јавното обвинителство, тука е полицијата,
тука се нотарите, тука се извршителите, тука се мал милион чинители кои што сите имаат некаква си улога во тој систем и сето тоа на крајот завршува пред судот. Меѓутоа, кога ќе стане збор за одговорност или за барање виновник, стално прстот се вперува во судството. Никогаш не гледаме малку пошироко и да видиме зошто некој друг од овие чинители на правосудниот систем да не затаел. Еве и мене стварно би ме интересирало зошто во два навидом исти случаи имаме различни правни квалификации. Не велам дека тие не се точни. Може би се точни во двата случаи правните квалификации. Јас не сакам никогаш да зборувам без да ги имам фактите на случајот и навистина е неблагодарно да се зборува. И секој што е професионалец и што е правник не би се осудил да зборува доколку ги нема сите факти на случајот пред него. Не би било сериозно да критикува или да кажува. Па добро, повеќе ни се познати елементите од сообраќајката на Партизанска и наспроти она во Тетово. Во Тетово знаеме дека било само на пешачки премин, а овде имаме ситуација да е без возачка дозвола, со во алкохолизирана состојба, што само еден од овие два елементи да е исполнет, не може да се повика, да биде квалификацијата од небрежност. Значи, тие се околностите кои ја исклучуваат небрежноста како таква и мора да оди со построга квалификација. Повторно се оградувам од деталите. Секако. Господине Камбовски, вие велите некако фокусот на јавноста е само кон судот и кон судиите и кон судскиот совет, ама некако во изминативе, па ја би кажала и неколку години, судскиот совет сам така си се става под светлата на арената. Треба да биде. Со многу, да, треба да биде, ама не со контраверзни одлуки. Вие имавте така еден период. Не, сакав да речем, многу контраверзни одлуки. Треба да биде секогаш под светлата, под будното око на јавноста, под будното око на вашата фела на новинарите, под будното око на граѓаните, на адвокатите, на судиите, на сите. Сите мора да дадеме свој придонес за унапредување на судството или на состојбите во кои што се наоѓаме денеска. Не треба воопшто нас како суди или како судски совет да не љутат критиките или пак да не прифаќаме критики. Не, мене ми се спорни вашите одлуки и на јавноста, а не тоа што сте под лупа на јавноста, туку дел од вашите одлуки, еве како оваа последнава, например како судијата Пајазити, кој е екстрадиционен ефективен притвор заменени со домашен, пошто осомничениот избега, заработи само единствено парична казна од 30%. Не би сакал да коментирам од две причини. Од една причина што јас сум подносител на барањето за утврдување на одговорност, а имате судирни интереси. Втората причина е што таа постапка не е правосилно завршена. Поради тоа не би сакал да... Што значи тоа? Дека може да се промени? Има право на жалба. Имате право на жалба? Судијата. Има право на жалба. Значи може и без и тие 30% да му бидат укинати. Да си ја земи целата плата и да си остане суди. Не е правосилно завршена таа постапка. Вакви, ќе ве прашам и за случајот Телеком и за Инварбеджити, меѓутоа сакам тука Малиновски повеќе како правнички. Вакви контраверзни одлуки, како што кажав, периодов не се случува. Јас не би кажала само последниве 2, 3, 5 месеци, последнава година, од оној неуспешен пут што се случи и сето тоа во судскиот совет. Меѓутоа имаме ние две председателки на судскиот совет, поранешни, кои што кога си дава оставка обвинуваа за политички притисоци, за притисоци од политички бизнис елити, ако добро цитирам, зборувам за Црвенковска и за Дамева, не пријавија нигде, немаме разрешување на тие политички притисоци, впечатокот е тој, дека сепак таму се доминира, дали етнички, дали политички, дали некако, бидејќи имаме вакви контраверзни случаи, како судија кој што заменил екстрадиционен притвор со домашен и избегал осомничениот и добил 30% казна. Дали се под притисок според вас?
Политиката им се меша. Дали вие се сомневате дека притисоци постојат? Или обиди за притисоци? Или еве ќе одам малце пониско ниво, влијанија, обиди, влијанија и така натака. Значи, од секогаш биле тие тенденции. Прашањето е на резистентноста на носителите на функциите. Сега говориме за членови на судски совет, но генерално тоа, може и судечки судија или било кој. Ние сме мала средина. Ние сме мала средина, може да замислите и по малите места кога судат суди, тие се сите се знаат, постојат влијанија. Прашањето на интегритетот и резистентноста на носителите на функции. Можеби сега кога сме тука кај ова, моја замерка, сега не го персонализирам дали е Весна или е Павлина или било кој, моје размислување е дека секогаш на члело на судскиот совет треба да биде судија. Зошто? Затоа што судскиот совет, композицијата на судскиот совет е така направена што судиите треба да доминираат, сите останати да бидат корективни механизми. А ние малку практиката ни говори дека имаме председатели кои не се судии и кои, да бидам искрено, доаѓаат од рамките на судиите, меѓутоа се на многу ниски, на ниво на стручни соработници, едно и друго. Повторно велам, не зборам дали е Весна или е Павлина, зборам дека се стручни соработници. Што има проблем со авторитетот понатаму, да го испостават во работата, како во рамки на судскиот совет, така и кон судската фела генерално со нивното раководење. А може би начинот на избор? Па вие знаете дека едно време владеачко мнозинство во Вие знаете дека едно време Кој да? Ги следите состојбите. Знаете дека едно време Законот за судски совет забрануваше судија да биде председател, се дека Уставниот суд не го укина тоа. Мислам, тоа се такви некои деструкции. Фактички, тој закон кој се донесе 2019, мислам дека не се донесе, тоа беше силна порака дека судскиот совет мора да биде контролиран од оние кои се избрани од собранието. Тоа е таква силна пенетрација на политиката во судството. Наместо тие коректив, они го споставија. Сакам да кажам дека повторно ќе се навратиме на темата дали треба да се размислува за преиспитување на моделот на нашиот судски совет, што очигледно силно го подражувам. Имате ли политички притисоци директни и правите ли политички пазари? Или етнички? Ме прашувате лично како председател на совет или дали целиот совет има било какво? Како председател на совет. Лично кога ќе ми кажете како целиот совет? Лично најискрено ви говорам, можеби сум краток период, можеби ќе има, не знам. До сега сум немал никакви политички притисоци, ниту пак притисоци од некои бизнес кругови или не знам што. Меѓутоа, јас потполно се согласувам со вас. Не е проблемот во притисоците, дали доаѓаат од политика или од бизнес елита. Проблемот е во интегритетот и квалитетот на личностите кои што се на функциите. Доколку тие се професионалци со изградени особини со цврст интегритет, нема да имаме проблем. Затоа што колку и да се трудите, не може да направите брана да живеат тие во некој меур заштитени од се она што се случува околу нив. Меѓутоа, доколку тие имат интегритет и се професионалци, знаат што прават и се знаат својата работа, нема да има проблем. Имаат ли вашите Сметам дека кај судиите тоа веќе се претпоставува, бидејќи ние долго време сме работиле, сме имали и закани, сме имали и секакви, сме се среќавале со секакви ситуации во нашите кариери, додека сме суделе, и некако полесно се носиме со такви ситуации. Сега, доколку ова го проширам на целиот судски совет, дали имало или немало, до денеска, мене лично никој од колегите не ми кажал дека трпи некаков притисок или некакво влијание. Јавно имавме две поранешни председатели. Тоа сакав да кажам. Предпоставувам дека има, заради еве тие две изјави што биле на претходните председателки, меѓутоа
како што кажавте, никаде тоа не е пријавено и никаде не е кажано тоа конкретно на што се мисли. И самиот пуч, ако сакате да го зема на јавна сцена. Точно. Тоа што Видете се случи. дека имало грешки во минатото во судскиот совет, имало. Што значи тоа, да го укинеме, да не постои судскиот совет? Тоа е реформа, тоа е решение? Не. Да ги промениме сите членови, тоа ќе биде решение. Нема да биде решение, ќе додат нови членови, може би истиве проблеми повторно ќе ги имаме по една година. Доколку навистина сакаме нешто да реформираме, мора да ги реформираме законите, начинот на кој се избираат. Тоа што го кажуваше колегата, дали ќе бидат професионалци, дали ќе бидат суди кои што ќе одат само да одлучуваат, останатиот дел од времето ќе го врват во судниците. Значи имаме милион примери како тоа да го уредиме. Крајно ние сме се одлучиле дека сакаме да бидеме демократија. И тоа демократија од оној вид што го имаат западните земји. Нашиот систем не е различен во моментов како што е поставено тие западни демократии. Ние се стремиме кон нив. Ако сакаме нешто друго да правиме, тоа е. Ма знаете како, самиот факт што вие се надгласувате, бидејќи се затворени, не ги знаеме аргументите кога одлучувате за казни и разрешување на суди, иако тоа и можеби треба и да размислите да ги отворите. Самиот факт дека се надгласувате за еклатантни примери кои што по дефолт, по автоматизам би требало да биде јасна одлуката, е доволен показател дека таму има влијание. И како да ви верува јавноста? Ја искрено не знам и тие 2% како воопшто за судството постојат во држава. Борба е секојдневна на судскиот совет да ја врати довербата. Тешко е. Ако ја вратите со 30% за пајазите казна. Судскиот совет е колективно тело, има 13 члена со право на глас. Извонредно тешко е тие 13 професионалци да ги синхронизирате, да бидат едногласни. Некогаш се донесуваат одлуки кои што се популарни и наоѓаат на одобрување на јавноста, некогаш обратното, не се носат такви одлуки. Меѓутоа, тоа не значи дека треба ние да се откажеме и да не се трудиме со секој нареден ден да исправаме колку што можеме тоа што било, еве да речем, грешка во минатото. Друг пат јас не знам што друго ние би можеле да направиме. Треба ли пајазите да заврши само со 30% казна од плата, ефективен екстрадиционен притвор замен со домашен осомничени од бега? Сега, јас навистина не можам да ви одговорам. Логички, како знаете, за да ви одговорам правнички, треба да ги имам пред себе сите аспекти, како да кажам. Ја, например, како човек, ако ме прашате, тоа е, како да кажам, премногу благо или никаква казна за тоа што го направи. Како човек, ако ме прашате. Меѓутоа, ако ме прашувате како адвокат, како професионалец, правник, секогаш одлуката се базира врз основа на некоја аргументација. Да, не, јас и целата јавност нели беше шокирана екстрадиционен притвор да се замени со домашен. Не само тоа, мислам дека беше и оноа со навигација таму, упадот, притвори има, нема и така натака. Мислам, има навистина собрано многу и јавноста е навистина, како да кажам, реагира. Доста сензибилизирана околу сите тие случувања. И ова се слагам дека ќе биде дочекано како нешто како укор сега, а не како некоја санкција која, меѓутоа, повторно велам, судскиот совет си имале валда пред себе некои аргументи. Не, може би треба да ги отворат тие седници. Размислувате ли за тоа? Па тоа е прашање на... Ево, гледате, тоа е дел, и јас што ви кажував. Еве да се реформираме во новиот закон да се отворат, па нека гледа цела јавност. Затоа што гледате сега сите седници ни се транспарентни, освен тој дел. Јас, верувајте... Најсензитивниот. Верувајте, јас сум за да гледа цела јавност. Да, и јас... Кои се аргументите, зошто се одлучиле, па може би ќе се убеди јавноста дека е добра таа одлука за колегата што го кажувате. Значи, јас еве сум за, меѓутоа не сум јас тој што ги менува законите. Впрочем, транспарентноста за која говориме е една од алатките за стекнување доверба и на работата. Абсолютно. Сега, знаете, целата јавност вели сега, добро, кој знае какви надгласувања, кој за кого гласал, што гласал, каква аргументација давал, не давал, или едноставно само сакам да биде така и никому ништо. Значи,
што поголема транспарентност, толку подобро за институциите и за... Тоа е направено, јас разбирам зошто е така направено во законот, тоа е за да се заштити Јасно. интегритетот и честа на судијата, во смисла ако испадне дека е невин на крајот, ако се запре постапката да не се дознае кој е. Меѓутоа ние сме толку мала земја што сите знаат за кој се работи, за кој се води постапка, а од друга страна имајќи ги предвид моментални околности кои што ни се, сметам дека убаво би било да биде јавен и тој дел од седницата. Па некогаш во иднина кога ќе достигнеме едно повисоко ниво, каде што ќе се зголеми довербата, може да разговараме повторно, еве некои делови од седници да бидат затворени. Во моментов јас сум апсолутно за тој дел од седниците да биде отворен, затоа што јас верувам ниту добар дел од членовите нема што да кријат и аргументите ги кажуваат кога се гласа за одлука. А добро, искуството, како ви говори, бидејќи постои можност самиот судија да побара да биде јавна седница. Имате таква практика или по дефиниција сите... Јас од кога сум во судскиот совет, само еден судија, колку што се сеќам, може би грешил, побарал да биде јавна. Меѓутоа, видете сега, јавен беше председател на делот, судски совет, па беше за тајна седница. меѓутоа, видете, и таму јавен беше само делот каде се што се држеше расправата, а не и гласањето. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа судството, одредени и контраверзни одлуки во судството, како да се подобри, меѓутоа и како граѓаните на вистина да поверуваат дека во Македонија ќе има и правда вистинска, а не селективна. Драган Малиновски, адвокат, поранешен антикорупционер, и Александар Камбовски, председател на Судскиот совет, мои вечерашни гости. Господин Камбовски, сакам да ги завршиме на уште овие две одлуки, кои што исто предизвика бура во јавноста, и потоа сакам да преминеме за она што ја треса државата Куќани. Денеска председателот на Основен суд во Куќани имаше заклетва, меѓутоа за тоа ќе зборуваме. Случајот Телеком. Двете судики од судичкиот совет разрешени, председателката парично казнета. Председателката Јатмира Едини Бошњако. И сега тука треба да ми кажете како, јас прашувам како двете судики од судичкиот совет имаат поголема одговорност од председателката на судичкиот совет. Јас ви кажав, судскиот совет е колективно тело. И се надгласувавте. Одлуките се носат со гласење. И не знам што друго да коментирам, што да кажам друго. И тука се враќаме на тоа моето прашање, дали има пазарење во судскиот совет од разни струи, од разни страни. Не сакам да верувам дека има. Доколку има, го осудувам и не сме да го има. И... Ева, вие лично се согласувате со оваа одлука на судскиот совет? Па видите, и ова одлука не е правосилна, исто како претходната. Затоа не би сакал да коментирам, поради тоа што ќе има жалба, предпоставувам на таа одлука. По таа жалба ќе одлучува жалбениот совет и јас посебно како председател на судски совет не би сакал да направам некој дополнителен притисок на тој жалбен совет. И моето Милена секогаш има Енвер Беџити. Еднаш се спаси со парична казна. Судскиот совет имаше одлука дека имало намера да го чува во фиока предметот за Сашо Мијалков. Заврши на црната листа, јавното обвинителство отвори предмет, да знаеме детали, бидејќи во предистрага, дека за пари основаните сомневања се дека за пари се држал предметот во фиока, повторно има предмет пред судскиот совет. Ке се спасели овој пат или ке имаме и разрешување? Ова оди во контекст на она што го зборувавме претходно и затоа сум јас за постапките да се јавни. Јас не знам од кај го имате податокот дека имаме предмет за конкретниот судија, бидејќи постапката е тајна. Можете да ме демантирате дека имате? Меѓутоа, а сепак, еве, гледам, новинарите дознаваат. Планирам.
не сакам да давам некои ветување, што повторно ќе речам, судскиот совет е 13 члена со 13 право на глас. До каде е И постапката? верувајте, тешко е. До каде е постапката за овој Не случај? смеам Заврши да- ли комисијата? Не смеам да зборувам, бидејќи постапките се тајни. Судскиот совет Се разгледаш? додека собранието не го промени законот во тој дел, јас не можам да коментирам и да кажам. Добро, можете ли личен А, став да ми верувајте- кажете како ќе гласа Александар Камбовски за Инвербеджити, дали да биде разрешен? Можете ли личен став да ми кажете? Зашто? За кој предмет? Ива конкретно за Инвербеджити. Не би сакал да кажувам. Или како гласавте за Јетмире Ајдини? Не, значи, на вистина искрено ви кажувам, пред жалбена постапка, замислете председателот на судски совет да каже како тој сакал да биде одлучено и верувајте, не сакам да направам притисок на судиите што ќе одлучуваат во жалбен совет. Добро, барем некаква информација до каде е случајот со Беджити. Сите постапки се водат кои што се, имаме постапки кои што се завршени и се во фаза кога судскиот совет на седница треба да донесе одлука. Одлуките ги знаете или постапката се запира, се оди на разрешување, се оди на парична казна, се оди на јавен укор и на опомена. Една од тие одлуки ќе бидат. А кога? Па мислам дека имаме постапки кои што се завршени во скоро време дека ќе има. Кучани, господин Малиновски, како велат, од неправда е само полош од селективна правда, за такво нешто обвинија и делот од роднините и семејствата на делот жртвите во дискотеката на смртта. За сега имаме 33 осомничени. Веќе подолго временски период би кажала 2-3 недели немаме нови детали до каде е истрагата. Еден единствен став е дека се вршат действија, меѓутоа поради тајноста не може да бидат обзнанени. И имаме поранешни, сите осомничени досега се поранешни функционери, поранешни началници, освен Папазов, градоначалникот кој што се поднесе оставка. Немам ништо против забелешката дека нема полошо ништо од селективна правда, бидејќи тоа фактички само ја мултиплицира или ја засилува неправдата во суштина. Кочани, случајот Кочани, трагедијата во Кочани и нејзината разрешница пред низ правосудниот систем, мислам дека ќе биде тест не само за судството, туку воопшто за државата и за општеството во целина, бидејќи едноставно габаритот на трагедијата е толкав што не остава простор за било какви, како да кажам, потфрлања во текот на постапката, како во делот на прогонот, значи истрагата која сега ја врши обвинителството, така и во делот на судењето кое ќе следи. Добро, вака како ја оценувате досега, бидејќи има многу реакции и од правници, политички, ајде политичките да ги оставиме на страна, и од правници, меѓутоа и од, еве, последно од семејствата, кој што викендов буквално со громогласна тишина протестира, велики дека се работи за селективна правда. Можно е ли ни еден од началниците, например, актуелни да не биде опфатени со истрагата за сега? Видете, секако дека е невозможно некој од актуелните, ако го говорам за актуелни, мислам година дена наназад, да не знае исто што знаели и претходниците кои се обвинети, говорам во рамките на Министерството за внатрешни работи. Така да тоа е нашата логика за која сега дебатираме. Што ќе донесе истрагата, навистина не можам да предвидувам, меѓутоа би било мултиплицирање на болката на семејството и воопшто на нацијата во целина, ако некој поради известни политички или било какви релации со оваа или онаа власт биде иземен од ова што се случи. Да, знаете како, осумничен е градоначалник од 2012 година,
го немаме актуелниот директор на ДПИ, ги немаме началниците на ОВР Кучани, СВР Штип, ги немаме актуелниот директор на ДПИ, кој што самиот вели последен пат инспектор влегол во 2022 година во таа дискотека. Да не изборам за актуелниот министер за економија што вели ние немаме никаква вина, ние немаме никакви механизми, а поранешниот министер е во притвор. Видете, сите прозвани институции, дали од полицијата, дали од инспекцијските служби, дали од УЈП, не знам да не ги набројувам натаму, биле свесни за тоа што се случува. Па сега Кочани и не е Њујорк, па се случило во некое предградие таму, па овие од Менхетан не знаеле. Значи, говориме за мала средина, каде што точно се знаело кој какви услови исполнува, не исполнува и така натака. Така да, навистина, не би смеело да се дозволи ниту еден под обландата или под плаштот дека е наш и дека не треба да биде опфатен, би поминал неказнето. Очигледно. И нема без реакција и на јавноста и на семејствата да помина такво нешто. Апсолутно. Денеска председателот на Основен суд во Кучани даваше свечена изјава, кажа дека судот има 5 суди, од тие 5 суди веќе 3 учествувале во одлуки на претходна постапка, ќе се судили во Скопје, нема судечки совет да може да се направи таму или ќе се познајмуваат суди? Мислам дека е рано за тоа да зборуваме. Истрагата е во тек, се спроведува. Кога ќе дојде време, судовите адекватно ќе одговорат на ситуацијата и секако дека ќе има соодветни и просторни услови и обезбедени и човечки ресурси да се спроведе тоа судење. Воопшто нема да има никаков проблем од страна на судот. Вие денеска имавте средба со председателот на... Да, со председателот на Кучанскиот. Да. Сакам навистина да им честитам на сите суди, но и на сите вработени кои што се во тој суд. Навистина вложија во одредени напори во ова вондрено време, во ова трагедија која што ни се случи, и верувајте, оваа трагедија ќе беше тешка и за било кој суд и било кој град во Европа и во светот, не за Кочани. Значи, затоа сакам навистина да ги поздравам и навистина им се заблагодарам за работата што досега навистина професионално и гордо извршија. Ако ви земам од функцијата председател на судскиот совет, како правник, лично како би ја оценила истрагата до сега, дали би се впуштила евентуално во таква оценка? Би кажал само генерално, во право бевте кога рековте селективната правда е полоша од неправдата. Зошто? Затоа што ја подрива довербата во целиот систем. Според мене, јас не знам детали, не знам како се одвива таа истрага, но мора да се внимава да немаме селективна правда. Општиот впечаток за сега мора да се внимава, органите што ги водат истрагите мора да внимаваат. Кажав, доколку имаме такво нешто, кажавте вие, тоа е полош од неправда, затоа што како ефект од тоа имаме разорување на целокупната доверба во системот. Доколку тоа ни се случува постојано, а ни се случува во историски гледано, да се надеваме дека ова ќе ни биде поука и еднаш за секогаш навистина работите ќе ги поставиме како што треба во секоја област од нашата држава. Дали ќе реагира судството овој пат кога ќе стигнеме до обвиненија во однос на некакви фалинки во целиот тој процес, бидејќи е премногу сензитивен? И во овој процес што е сензитивен, но и во секој друг сензитивен процес, верувајте дека судовите ќе реагираат и ќе бидат транспарентни и нема да дозволат неосновано некој да вперува в прст во нив или да бара некаква си вина, а вината објективно не е ниту можела да биде во судовите. Верувајте, судиите ќе се бранат и нема да дозволат да бидат злоупотребувани. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност,
Меѓутоа, во оние пресконференции слушнавме и за мита, и за корупција, за несовесно вработење, злоупотреби во службата и така натаму. Слушнавме и за верижни реакции, причинско-последични, остомничени и така натаму. Колку си тоа ќе може да се докаже под оваа квалификација за сите? Добро, тоа е работа на обвинителството. Обвинителството раководи со целата истрага сега и ако некого сомничи, треба да има и адекватни докази тоа да го подкрепи во зависност од действијата кои ги презеле сега осомничените, ќе дадат и адекватна правна квалификација за нивното. Сега не може да бидат сите за исто кривично дело, секако тука имаме разни улоги, разни потфрлања, разни манипулативни однесувања и така натака, така да сето тоа ќе биде работа да го одработи во целина целиот тој материјал обвинителството и соодветно на нивните действија да даде соодветна квалификација. Имаше на почетокот едно обвинение, односно став неофицијален на јавното обвинителство дека измените на кривичниот законник сериозен упат им направиле конкретно и за оваа истрага. Па можеби заради тоа и се играше на таква квалификација, се добија повеќе време за сите заедно и така натаму. Кривичниот законник е тој што е кривичниот законник. Сега не може да, кога говориме за промените на кривичниот законник, најмногу беа афектирани оние постапки кои беа во тек. Сега имаме една чиста ситуација, таков е каков што е кривичниот законник и квалификациите треба да бидат соодветни со действијата. 5 интерпелации за 5 члена на судски совет избрани од собранието. Ниедна оставка. Да. И ниедно разрешување. Да. Политички интерпелации да се разрешија во собрание. Единствено Весна Дамева дојде да образложи незиниот став, останатите ваши колеги не се ни појавија. Очекувате ли? Мислам дека прашањето веќе не е ни логично, бидејќи пројде многу време, да имаш оставки, ќе имаш, меѓутоа дали имавте комуникација? Очекувате ли дека ета сепак ќе се случи некаква оставка, како што ги прозиваше премиерот Мицкоски? Оставките, во повеќе наврати сум кажал, се личен избор и личен чин на секој член од Советот. Сум разговарал со моите колеги и од тоа што досега сум разговарал, немам некое навестување дека некој од нив би се одлучил на таков чекор. Зошто вие не ги разрешите? Вториот дел од прашањето беше тој, за да биде разрешен член на судски совет, потребно е да гласат 8 членови, значи потребни се 8 гласа, од кои што најмалку 2 од гласовите треба да бидат на членови кои што доаѓаат од собранието. А тоа е реално невозможно во ситуација. Мислам дека ви одговорите на прашањето. Интерпелации за да ги фати срам и сами да си одат како што најавуваше власта, политика и популизам или правен чекор. Бидејќи се тргна со на хардкор најава комплетно разрешување на судскиот совет, па потоа као интерпелации само за членовите избрани од собранието. Знаете, изминатиот период, изминатите години, судскиот совет продуцираше баѓи состојби кои за волја на вистината го навлекоа гневот на јавноста, како на стручноста, така и на генерално. На меѓународниот фактор. И тука не е спорно дека е далеку од идеална состојбата таму. Меѓутоа, прашањето е дали ова е начин за разрешување на проблемите. Лично сметам дека ова не е начин, туку е, како да кажем, вие не можете со палиативни решенија да надминете или да решите состојби кои се со години таложени и имаат така генеза и во регулативата и во постапувањето на членовите дотогаш. Токму затоа треба да се оди кон системско решавање
стратешко решавање, да се види, да се препознаат кои се вистинските причини за ваквите состојби и соодветно да се носат одлуки во насока на разрешување. А на дел од нив им стекува мандатот? Да, точно. Годинава? На тројца членови, еден член му стекува мандатот во јули, двајца други членови во декември оваа година, што значи од петте тие фамозни членови што постојано се спомнуваат, на 3 им завршува мандатот оваа година. Дали веќе на Мустафа во јуни рековте, мислам, вие рековте во јуни, ја ве кажувам во Мустафа, дали на Мустафа му завршува мандатот? Јули. Во јули, дали веќе известивте собранието? Мислам дека е пратено известување, да. Да, бидејќи тоа е на предлог на председател на држава? Да, известивме и сега одговорноста е на председателот на државата да одбере истакнат правник, да одбере професионалец кој што ќе донесе нова свежина, кој што ќе донесе професионализам во судскиот совет. Тоа е начинот и затоа така се мандатите и замислени, така ги замислил и уставотворецот и законодавец. Затоа што видите, во иднина некој друг што ќе дојде ако се помени политичката гарнитура, па ќе ги критикува овие. И ние секоја промена на власта истото ќе ни се случува. Ни се случи една фамозна лидерска средба минатата недела. Лидерот на опозицијата и премиерот се договорија за работни групи, за законите во правосудството, од реформската агенда и така натаму, па слушаме до новиве политички приперки од министерот за правда. Очекувате ли конкретни резултати од таква? Бидејќи ние си нагледавме работни групи, власт, опозиција во изминативе години колку сакате, и сето тоа заврши така како што заврши. И за СЈО имаше работни групи, и за законот за јавно обвинителство имаше работни групи, и за судскиот совет и така натаму. И сето тоа некако завршува вака со многу дупки. Знаете, лидерската средба е, како да кажам, политички став, односно став на политиката наспрем одреден проблем. Во случајов сега говориме за реформската агенда во областа на правосудството, веројатно и за другите области. Она што треба политичките елити да се договорат, тоа е начинот како да се справуваат со состојбите. И да си ги тргнат рацете. И да си ги тргнат рацете од таму каде што не им припаѓаат рацете да бидат. Што е позицијата на политиката сега, еве да кажеме, собранието кога го земеме, тие треба да бидат фокусирани на исполнување на стратегиите кои ги има дефинирано оваа наша држава. Ако збориме за правосудството, имаме стратегија за правосудството, мислам до 2027 кога е незината важност. Едноставно треба да бидат фокусирани на исполнување на таргетите, на целите дефинирани во таа стратегија. Бидејќи таа стратегија не ја правил нити Мицковски, нити Филипче, нити никој, ја правеле експерти, состанале и утврдиле приоритети и начини како да се решаваат проблемите. Па еве, нека повелат, нека ги решаваат согласно стратегијата. Слична ситуација имаме и во делот на корупцијата. Имаме ние национална стратегија за борба со корупцијата. Завршува 25-та година, значи 21-25-та. Знаете која беше при евалуацијата имплементираноста за 24-та година? Само 18%. А сакаме, гледаме во владата координативно тело за борба корупција, ќе се договараме, ќе се бориме. Еве го патокасот кој е. Дефинирани се мерки и активности со индикатори, со исполнување едно друго. Дајте да спроведеме стратегијата па да видиме дали ќе ни се подобрат состојбите или не. А не вака сега ќе се состанеме ние лидери и политики и сега ќе го решаваме проблемот. Како? Како, ако не со исполнувањето на стратешките документи кои оваа држава го има донесено? Камовски, вие бевте дел од работната група за законот за судски совет. Според моите информации тоа веќе е завршено?
Мислам, При драфт крај сме, верзијата е при речиси крај сме. направена. Уште треба уште еден состанок да имаме и ќе бидеме готови, да. Очекувате да ви се интервенира во вашиот предлог на работната група, зборувам предлогот, политички никако? Некој ако сака да направи некој друг предлог на закон, нека направи, меѓутоа да интервенира во нешто што работна група го правила, не е примерно според мене. Не, прашувам Бидејќи апропо таа сега работна новите работни група- групи да не имаат некои забелешки, амандмани, што нешто. сме се што работиме интензивно, верувате, во овие 2 месеца да се стигнат некои рокови, се трудиме да ги имплементираме сите препораки кои што ни се дадени. Сега доколку некој понатаму сака нешто да менува или да додава, нека го направи тоа апсолутно, меѓутоа да се знае кој што предложи внатре во тој закон. Ке има ли, кусо само, бидејќи треба да завршуваме, ке има ли таму конкретни одредби како ќе се за разрешување на член на судски Повеќе совет? се разработени. Повеќе, не се како сега. Не се како сега и дел од ова сега што го зборувавме ќе биде многу појасно разрешено. Останато ни е уште ова што го зборувавме за јавноста на постапките, односно тајноста на постапките. Тој дел имавме малку забелешки во поглед на заштита на човекови права, бидејќи имаме различни експерти. Ние сите сме за тоа, меѓутоа ако има некаков проблем со судската пракса од судот, со Европскиот суд, не знам, ќе видиме. Бидејќи одеше денеска најава за вашето гостување вечерва, има стигнато на мејлот на телевизија 24 прашања, односно како што е наведено директно обраќање за вас и прашање од семејството Ристовски. Велат како е можно некој да се повикува на член 428 од Законот за кривична постапка, кој важи само кога има жалба и кога и двете претходни пресуди се укинати и повеќе не постојат ниту правно, ниту формално, со што точно се споредува новата пресуда кога старите веќе се избришани со одлука на Врховен суд и предметот е отворен како нов од нула, како може да се зборува за построга казна кога претходната пресуда е укината и повеќе не постои, со што ја споредуваат нов судија, нов број на предмет, па зарем и правдата треба да тргне од нула, ама со врзани раце, пишува семејството Ристевски и наведено е дека ова е се за вас. Предметот не тргнал од нула, предметот ги поминал трите инстанции, Основен суд, Апелационен суд, Врховен суд. Врховен суд ги укинал двете пресуди, се вратил на почеток. Во сите тие три инстанции жалба изјавувал единствено обвинетиот. Согласно нашите закони, согласно европските закони и европски практики и на сите судови, кога само обвинет ки изјави жалба, не може се натаму во врска со санкцијата да биде на негова штета. Тоа се факти и тоа е начинот на кој е стипулирано во правото. Велат со што ја споредувате кога со нешто што не важи, што е избришено? Што е избришено? Се смета на укинатата присуда и на враќањето на нас. Да, меѓутоа истата постапка е. Тоа сакам да кажам. Не би сакал сега ова се веќе како да јас да делам правни совети, да кажувам во конкретни предмети и навистина, а имајќи предвид и чувствителноста на предметот и не би сакал навистина да. Сакате коментирате? Не, него бидејќи беше прозван Камовски за тоа. Се доведуваме во непријатна ситуација да го правдаме законот каков што е. Да. Значи, судот има обврска да го применува законот. А законот е експлицитен, дури и кај одлуките по однос на барање за вонредно преиспитување на пресуда, реферира со конкретната одредба. Така да, повторно не сакаме да го навлекуваме гневот нити на семејството, нити на јавноста. Овие прашања требало нивните полномошници да им ги кажат и да не ги доведат во ситуација на нереални исчекувања во Се согласувам, навистина ме е жал што не стигнал никој од правници кои што биле околу нив да им објасне. И навистина испаѓа ние сега да се правдаме за законите такви какви што се. Јас ниту ги пишувам законите,
ниту ги гласам законите во собрание, меѓутоа такви се какви што се. Јас тука ви се заблагодарувам за вечерашното гостување во 24 анализа. Благодарам. Почитувани ви благодарам на вниманието и на довербата.